Ние бараме како Сдружение на пензионери за достоинствен живот оставка од госпоѓата председател на Сдруженијето на пензионери на Македонија, госпоѓата Станка Трајковска. И денеска пензионерите се собраа во Свети Николе на протести побараа смена на председателката на Сдруженијето на пензионери на Македонија. Велат пронајдени се низа неправилности во работењето, дури фалсификување на документи. Последствено на ова се побараа и низа други оставки. Бараме оставка подитно, затоа што е лажга и криминално настапи на изборите, да ги напушти просториите на Сојузот, да даде оставка поради лажни давање податоци за незиниот престој. Бараме оставка од председателот на Сдруженијето пензионери Митко Стојановски и председател на Собранието Васил Дрвошанов за фалсификување на изборите во Сдруженијето на пензионери Ѓорче Петров. Да се види работењето и трошењето на нашите пари, да се открие кој и колку има орочени средства, кој ги земал без одлука и присвоил за себе, кој и зошто купува станови и деловни простории и ги даваат под наем, да се открие кој со пензионерските пари купува возила. Има и такви, за жал. Да се испита и открие зошто е направен штетен договор за недвижен имот кој припаѓа на сите скопски општински здруженија на пензионери, а се работи за хотелот Пензионерскиот дом во Катланово. Со цел да си помогнат самите на себе, пензионерите формираат закон преку кој бараат реформи. Нивните главни барања откако го добија линеарното покачување на пензиите е истите да бидат 70% од минималната плата. Одлучивме да направиме нов закон кој што ќе им помогне на пензионерите на Сојузот на Сдруженијето на пензионери на Република Македонија за да се подобри нивниот живот и ние ќе одиме постепено. Овој закон го поднесовме до Собранието, го имаме поднесено до сите институции со надеж дека ќе ни се помогне. Со законот се предвидуваат реформи. Реформи мора да има, најпрвен за финансиското работење и злоупотребата која што е направена во сите општински ограноци. Дополнително бараат надлежните институции да излезат на терен и да го проверат работењето на председателката. Бараме од институциите, Државниот завод за ревизија, Финансова полиција, Управа за јавни приходи и Министерството за внатрешни работи да преземат активности поради големите аномалии во Сдруженијата на Република Македонија и да се преземат мерки посебно за финансиско и материјално работење. Бидејќи пред некој ден една телевизија, да не ја спомнеме, кажа како се трошат пензионерските плати, пензии. Тие се трошат во гипсени табли, кои гипсени табли вредноста е нивна 3000 денари, а се наплаќени по 30.000 денари. Денеска во Свети Николе имаше пензионери од повеќе градови. Останатите не пристигнаа, дел заради временските неприлики, друг дел заради финансиски проблеми.